Што е дуњалукот во однос на ахиретот? Аллах субхане му вели на својот пратеник Мухаммед алейхи салату вассалам во сура Ад-Духа 4 ајет: "Валел ахирату хајрун лека минал ула." А оној свет, ахиретот, навистина подобар е за тебе од овој свет. О Аллахов пратенику, ахиретот е подобар за тебе од дуњалукот. Ова Аллах му го вели на својот наизбран роб и пратеник. Навистина нема поголема благодет на дуња од тоа да бидеш Аллахов пратеник, Аллахов веровесник, кому му се спушта објава и кој ги повикува луѓето кон Аллах. Нема ништо поголемо од тоа. Тоа е најголемо богатство на дуња и најголема Аллахова благодат која што може еден човек да ја добие. Да му биде дадена објава од Аллах субхане, од седмото небо, и тој да биде човек кој што ги повикува луѓето со Аллаховата објава кон нивниот Господар, ги повикува кон правиот пат и му кажува на доброто и ги одвраќа од лошото. И оној која има таа благодет, најбогат човек е на дуња. Покрај тоа што е Аллахов пратеник, тој е најизбран Аллахов пратеник. Покрај тоа што е Аллахов роб, тој е најизбран и најбогобојазен и најдобар Аллахов роб. И покрај тоа, Аллах му кажува дека ахиретот е подобар за него од дуњалукот. Ниту еден човек од милиарди луѓе кои што живееле и живеат и ќе живеат на овој свет не е на подобар степен од Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем и не му било дадено подобро нешто и побогато на дуња од она што му е дадено на пратеникот саллаллаху алейхи ва селем. Меѓутоа и покрај тоа, ахиретот е подобар за него, дури и за него, од дуњалукот. Па ако е таков случајот со Аллаховиот пратеник Мухаммед алейхи салату вассалам, тогаш што е со нас? Човекот некогаш мисли дека на дуњалук е за него. Добил малку нешто од богатство, малку некоја благодет и мисли дека на дуњалук добил нешто големо. Па заборава на ахирет и мисли дека неговиот живот вистински е тука. Да не се залажуваме, почитувани браќа, бидејќи оној кој имал најголеми благодети на дуња и бил на највисок степен, дури и тој го отфрлил дуњалукот и не го сметал за вреден, туку се посветил кон ахиретот. Затоа што ахиретот хајрун е подобар, вели на пратеникот, лека минел ула, за тебе од овој прв свет, од овој дуњалук. Па во ова имаме голема поука, затоа што она што најмногу ги одвраќа на луѓето од ахиретот е љубовта кон дуњалукот. Па ако дуњалукот не вреди за пратеникот саллаллаху алейхи ва селем кој што е на највисок степен на него, тогаш што е со нас? Каква вредност кај нас треба да има дуњалукот, кога ние не сме ниту пратеници, ниту сме некои избрани Аллахови робови? Го немаме тоа што му било дадено на пратеникот саллаллаху алейхи ва селем и на другите Аллахови пратеници. Не сме ни асхаби. Тогаш зошто ние се залажуваме во поглед на овој дуњалук? Зарем ние уште повеќе не треба да се посветиме на ахирет и ахиретот да биде наш приоритет и на прво место? А тоа се постигнува со ибадет. Ибадетот на човекот треба да му биде на прво место, ако ахиретот му е на прво место.